Веќе е време да се погрижиме за вашето здравје, за советите за добро здравје, како што најавив и утринава, односно самиот почеток на утринската програма Сака Македонија, следат минутите за разговор со доктор Михајло Ивановски, хирург травматолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина, за што представува артроскопијата, односно операции без хируршки резови. Добро утро, добро дојдовте во Сака Македонија. Добро утро, благодарам за поканата. Јас кратко најавив дека во последниве 20 години ваквите видови на операции ги заменија класичните интервенции, се работи за неинвазивна процедура која е помалку болна за разлика од класичните хируршки интервенции, го скратува престојот на пациентот во болница и секако ги намалува можниот број на компликации. Ајде, вака пред да почнеме, само повторно ќе ги поканам гледачите, доколку имаат прашање, доколку се интересираат да дознаат нешто повеќе во однос на артроскопијата, доколку имаат некој проблем со зглобовите, со горните и долните зглобовите на горните и долните екстремитети и на кои што им е препорачано да направат артроскопија, да се јават во живо во текот на разговорот на 023-116-566 да го постават своето прашање, секако да добијат совет од доктор Михајло. Да започнеме веднаш детално да ни кажете што представува артроскопска хирургија. Во принцип доста добро ја опиша процедурата. Тоа е процедура, меѓутоа сепак операција, мора да кажеме, која што се извршува во операциона сала со анестезија тотална или спинала, независно. Да, операција без резови, народ знае да ја нарече понекогаш и лазерска, меѓутоа сепак тоа е операција. Артроскопија саме збор наведува дека тоа е ендоскопска процедура. Артроскопијата е ендоскопска процедура во пределна зглобост. Не само коленото, сите зглобови се подложни на повреди, автоматски со тоа се подложни на оперативен третман. Операција која што се извршува најчесто низ 2-3 до 4 дупчиња. Камерата е главен инструмент, со камерата све се визуализира во зглобот, а потоа со соодветни инструменти се решава проблемот, односно се завршува процедурата. Така. Кои се најчестите повреди кои неизбежно подлежат на ваков вид на интервенција? Како се дијагностицира повреда на која е потребна изведба на артроскопска операција? Подложни сите зглобови во нашето тело се подложни на повреди, повреди кај помладите луѓе, кај повозрастните патологија, тоа се најчесто дегенеративни повреди, дегенеративни процеси кои што исто така се третираат со артроскопијата. Најчесто колениот зглоб е подложен на тие повреди и на тие дегенеративни проблеми, иако не може да не ги спомнеме и рамото, лактот, скочниот зглоб, како и колкот. Сите тие, како големи зглобови во човечкото тело, се подложни на, односно може да се изврши артроскопска интервенција и да се реши проблемот во нив. Повредите најпрво треба соодветно да се повредите и проблемите, како што кажав, не само повредите, туку и дегенеративните процеси се решаваат, треба соодветно да се издиагностицираат како клинички, така и со соодветни рентгенолошки исследувања и во зависност од типот на проблемот се решава артроскопски проблемот во соодветниот зглоб. Така, мора да прецизираме дека не станува само збор за спортските повреди, нели? Да, тоа е многу битно да се знае, многу често и возрастната популација над 50 години страдаат од тие дегенеративни заболувања, повреди на менискуси, повреди на најчесто во таа возраст раскавица, кои што се составен дел на сите зглобови, кои што се третираат соодветно артроскопски и понатаму се продолжува животниот век на зглобот. Тренд е не само кај нас на светско ниво, да се сочува биолошкиот зглоб на секој од нас, односно со вакви минимално инвазивни процедури да се направи нешто со што ќе се продолжи животниот век на соодветниот зглоб. Можеме ли да ја опишеме детално како се извидува оваа интервенција? Па детално ке пластично за да не разбере популацијата, се изведува како што кажав низ еден рез минимален, низ едно дупче се навлегува во соодветниот зглоб со камерата, се визуализира точно све што е проблемот, дали е конкретно за коленото, менискус, раскавица, лигамент, иако претходно ние пред да направиме пред да воопшто се одлучиме на операцијата, знаеме точно што се работи. Магнетна резонанца и клиничкиот преглед се сосема доволно да знаеме што да очекуваме, меѓутоа сепак точно се визуализира со камерата и како што кажа со соодветни инструменти се завршува целата процедура, независно дали се работи за повреда менискус, за повреда некој лигамент или дел од раскавицата, тоа се завршува низ тие 2-3 топчиња.
Држијата ми сигнализира дека имаме веќе гледач на линија. Добро утро. Ало? Добро утро, господјо, повелете. Добро утро. Ке може ли едно прашање до докторот, ако... Веќе сте во програма, повелете. Господјо, поставете го вашето прашање. Веќе подолго време, уште пред поплавите во стајките што беа, рацете, зглобовите на рацете, двете, ме болат. При самото мрдање на палецот, остеќам болки, бев и на терапија, 10 дена, 15 сари, ништо не помогна. На сабале највеќе ги остеќам болките и не знам, исто и со мачкав и мас некоја, ама не помага ништо. Може само возраста да ни кажете? Секој мрдање на палецот, на движење на раката, ме бола тука. Се извинувам, Да. господјо, докторот прашува само која е вашата возраст. 60, 59 години, 60. Докторе? Да, се работи за проблем со зглобовите на шаката, кој што добро разбравме. Тоа влегува во групата на дегенеративни проблеми кои што се јавуваат со текот на време, значи остеоартроза на тие мали зглобчиња, оштетување на рскавицата и таа болка што се јавува. Меѓутоа тоа се премногу мали зглобови за да ние ги третираме артроскопски. Има обиди, се прават, меѓутоа не може да се тоа се направи со интервенција, физикална терапија, соодветни гелови, едноставно тоа. Може би да се доиспитат да не се работи некој ревматоиден артрит, процес кој што треба да се третира со соодветна терапија и тоа би било. Не би можеле тука со артроскопија да ја помогнаме. Така, јасно. Предложената терапија очигледно е таа што е потребна на господјата. Имаме уште еден гледач, ќе вклучиме. Добро утро. Добро утро. Повелете, господјо. Го поздравувам докторот и би сакала да го изнесам мојот проблем. Така, сигурно има 8 години, имам проблем со левото колено. Сега имам 62 години. Уште тогаш ми рекоа дека лек би ми било со артроскопија, што ја кажува докторот, да ми се направи. Има проблем со рскавицата. Ми се намалува, сега ме велат со магнетна резонанца дека всушност и немам воопшто рскавица, а и веќе и коската малку почнува да се оштетува. Но кај еден врвен хирург бев, ми рече дека не ми, пошто е веќе, да може би и касно веќе, не ми гарантираат 100% успех. А во меѓувреме сакам да ви кажам дека се сум примала и чија алфа, 3 кути, шија алфа. И се што е, сите гелови од Австралија, од Израел, се што е можно, сум примела, меѓутоа имам големи болки, посебно кога одам и кога удира коска на коска. Така, благодарам. Да, господјот има очигледен проблем со коленото, со рскавицата на коленото. Ова би влегло групата на дегенеративни заболувања. Проблемот со рскавицата е комплексен. Со оглед на возраста и проблемот, навистина треба да се направи добра проценка дали со артроскопија ќе биде подобро или не. Пред 10 години дефинитивно заслужувало артроскопска интервенција и решавање на проблемот со рскавицата, зашто нели би се продолжило в нормалното функционирање на зглобот и на самиот пациент, на господјата. Меѓутоа сега веќе во возраст кога треба да се размисли дали вреди со артроскопијата да се прави, пошто сепак реков дека тоа е операција, или треба да се едноставно проба да се почека уште некој период со инекции, гелови, интерартикуларни инекции, па да се размислува за вештачко колено, односно за промена на колениот зглоб. Дали ќе биде тоа тотална протеза или уникондиларна протеза, тоа сепак треба да се процени во однос на соодветните испитувања. Меѓутоа, нели, возраста и проблемот понекогаш може да дадат и негативен ефект. Со самата артроскопија и грубо кажано испирање на коленото би требало да има бенефит. Меѓутоа, на 62 години треба навистина да се направи добро да се измериш дали ќе има бенефит од артроскопијата или едноставно треба да се размислува за вештачко колено. Така. Добро утро, велиме на следниот гледач. Ало? Добро утро, повелете, господјо. Добро утро. На 60 годишна возраст сум, на двете нозе, на стапалата, се не можам точно, не знам стручно како, измеѓу стапалата и прстите кај што е владнувањето, не знам како стручно тоа се вика. Има на двете нозе задебелување, нешто тврдо на допир, на пипкање, без болка. Што треба да направам?
Најпрво треба да се доиследи да се види за што точно се работи. Значи треба соодветни рентгенолошки испитувања да се направат за да видиме за што точно се работи, дали се работи за мекоткивна промена или за коскена и во зависност од тоа би следел и третман, доколку значи може да биде од најобична мекоткивна повреда ганглиом која што може да се отстрани па до дегенеративно заболување на коската, некој остеофит, народот го вика тоа шчилец, па да се процени што понатаму. Значи потребни се испитувања. Да, соодветно испитување. Така. Докторе, да ве прашам вака, која е предноста на овој тип на хируршка интервенција во однос на класичната интервенција? Предноста е евидентна, апсолутно. Се заменуваат оние стари интервенции со големи резови, со отварање. Кај еден зглоб е многу битно да не биде отворен. Значи, отварање хируршко на еден било кој зглоб, значи, понатаму, значи, многу проблеми за самиот човек. А во овој случај, че не имаме отварање, него имаме само 2-3, како што кажав, мали реза преку кои што се извршува интервенцијата. Значи, исто, само би направил на паралела со ендоскопското отцрнување на жолчното кесе. Значи, после таква операција, исто како и ортоскопска, пациентот утре дента е станат веќе на нога, понекогаш истиот ден, се движи, да, има одреден оток, има болка, меѓутоа е способен да веќе се движи. За некои си 5 до 7 дена започна со физикална терапија, за 3 до 4, сепак, нели, во зависност од проблемот и од она што е правено за време на артроскопската интервенција, веќе се пациентите функционални. Значи, за 3 до 4 недели веќе возат кола, функционираат, се движат. Тоа е било предноста на артроскоп. Значи, едноставното неотварање на зглобот е многу голема предност. Така, ќе получиме уште еден гледач. Добро утро. Добро утро. Да ве поздравам најпрво. Имам едно прашање, се работи за брат ми. Има 22 години, имаше повреда на коленото. Од повредата навака почна да му собира како крв, како гној под плочката во коленото. Направивме магнетна резонанса, на магнетната покажа дека има некое кинење на тетиви, на не знам сега стручно докторски како се викаат, и препорача да се прави операција. Што би ми било прашањето, дали е препорачливо да правиме операција или има некоја друга интервенција со терапија, со не знам, со нешто друго? Благодарам. Младо момче 22 годишно, значи со повреда, независно на кој да е лигамент во коленото, дали е тоа предниот, задниот крстен или некој од колатералите, претпоставам дека се работи за крв или некоја течност во коленото, која што дава податок за некоја повреда. Апсолутно треба да се реши проблемот артроскопски, односно да се оперира за да понатаму животот нема проблеми. Значи независно не мора да биде професионален спортиста, меѓутоа коленото ќе му треба. Доктор, има ли опасност при изведба на ваков вид на интервенција? Видете, секогаш постојат ризици, нели? Хирургијата не е балет. Во хирургијата си има одредени ризици и проблеми кои што да, се во многу мал процент, помалку од 1%, меѓутоа се тука, започнувајќи од самата анестезија, па преку ризикот од инфекција, ризикот од тромбоза, да се од тоа се превенира, се дава соодветна терапија, меѓутоа ризици постојат, нели? Во хирургијата 1 никош не е 2. Така. Кои се типовите на интервенции, кои се типови на интервенции може да се изведат артроскопски? Артроскопски може да се решат скоро сите повреди на сите зглобови, како што спомнав, поголемите зглобови, да не е, да разбереме погрешно. Значи сите повреди на коленото во самото колено може да се решат и да се завршат артроскопски или со минимално отварање на коленото, исто така станува се збори за рамото и за скочниот зглоб. Правиме мојот за интраартикуларните повреди на рскавицата и на лигаментите кои што се наоѓаат во самото колено. Тоа се процедури кои што многу го намалуваат периодот на рехабилитација и периодот на нормално враќање во функција на пациентот, односно индивидуата. Така, имаме уште едно јавување од гледач. Добро утро. Ало? Добро утро, госпојо, повелете. Добро утро. Ало? Повелете, госпојо, во програма сте. Добар ден. Ве молам, сакам да го прашам докторот. Имам 68 години. Пред година и пол добив страшни болки во коленото, почнав по прегледи, се направи магнетна резонанса, ќе ви го прочитам извештајот. Имам едем на медијалниот кондил на тибија со суспектен остеохондритис дисеканс, лезија на заден рог на медијален менискус, дегенерација од прв степен на преден и заден рог на латералниот менискус, раслоен преден вкрстен лигамент без руптура, едем на задниот вкрстен лигамент без руптура, хондромалација на патела и уреден приказ на
колатералните лигаменти. Што ми препорачувате? Јас одев кај лекари, некои доктори ми препорачуваат артроскопија, други лекари ми препорачуваат дека не е препорачливо со оглед на годините и така сум во некоја конфузија што е сега правилното лечење. Најголем проблем е што едемот на коската, што значи тоа и какви последици понатаму можам да очекувам. Едемот на коската се јавува како резултат на оштетување на рскавицата. Значи, како што прочита господјата, тоа се работи за медијалниот компартмент, значи медијалната страна и таа најчесто се оштетува кај сите нас, поготово кај дамите поради тоа што оптеретувањето од таа страда многу поголемо. Со самото оштетување на рскавицата, понатаму следи и едем на коската, оштетување на коската. Тоа е главната причина за болката, иако спомна и повреда на задниот рог на медијалниот менискус. Значи, ова е све би се завршило артроскопски, би можело да се реши проблемот артроскопски, меѓутоа со оглед на возраста, повторно она што го спомнав, треба да се размисли. Ако се работи само за оштетување на медијалниот компартмент, може да дојде во прилог промена само на дел од коленото, односно уникондиларна протеза или тотална протеза, бидејќи сепак на 68 години артроскопијата операција со сите ризици, минимални меѓутоа ризици, треба да се процени дали вреди да се прави тоа, па за година дена повторно се јават болките и повторно треба да се размисла за високо колено или веднаш да се реши проблемот. Добро утро, велиме на следниот гледач. Добро утро. Повелете, господине. Сакам да поставам прашање до докторот. Повелете. Имам правено 2 операции на колено и артроскопија. И после двете операции пак проблемите не се решени. Значи, со артроскопијата ја гледав и снимката, беше правена од по мене добар стручен доктор Воро Илиев, и констатацијата беше дека веќе од рскавицата нема ништо, дојдено е до самиот зглоб, се гледа црно, нели, докторот знае подобро од мене. Беше операцијата успешна, поминав 2-3 години релативно добро после операцијата. Значи, болките, тоа како што и ги опишуваше, беа навистина минимални, дури и занемарливи. Меѓутоа, после тоа веќе почнаа да се појавуваат проблемите со болките. Беше препорачено пак да се прави артроскопија, па да се прави замена на зглоб на коленото. Во меѓувреме, еве и таа можност што имаше во државна болница, ставав РП или како се вика, она со крвна плазма, докторот знае за што станува збор, значи примив такви 4 инекции, ги примам сите лекарства што се препорачени за смирување на болките, меѓутоа и со промените и со другите работи, болките продолжуваат и понатаму и веќе станува се малце по-проблематично. Јас сум на возраст, не знам дали кажав, на 68 години, и сакам еден совет да ми даде доктор што да правам понатаму, дали артроскопија, дали некоја друга работа и дали воопшто постои некој начин за да се смират болките и така натаму. Ви благодарам многу. Благодарам и на вас. Да, очигледно рскавицата толку оштетена што веќе нема што да се прави. Мој совет е да се изврши промена на тој зглоб, дали уникондиларна протеза или тотална протеза на коленото, а во меѓувреме за намалување болката, освен да ПРП е одлична опција, тоа е плазма збогатена со тромбоцити, метода која што многу добро функционира кај овој тип на проблеми, или со некој од било кои други инекции за интраартикуларна употреба, хиалуронска киселина или било што, би се намалила болката, меѓутоа сето тоа било со краткотраен ефект. Замената на колениот зглоб би било трајно решение. Така. Докторе, можев да приметам во нашите гледачи дека се јавуваат на возраст од 50 до 60 и од 60 до 70 години, на кои што претходно, пред известен број на години, била препорачена артроскопија, меѓутоа не ја направиле. Кога веќе ќе се препорача артроскопија, пожелно е тогаш да се направи, мислам во тогаш кога е препорачана овој вид на интервенција, или може да се пролонгира, ама со оглед на сведочењава на нашите гледачи, станува проблем подоцна. Знаете како, значи во моментот кога се препорача, кога се диагностицира проблемот, доколку во тој момент се реши, понатамошното оштетување на коленото е многу помалку. Да, повреда на менискус во коленото е банална, не е банална работа, значи тоа е повреда која што понатаму како прави времето оштетува рскавицата. Кога ќе се оштети рскавицата, веќе имаме проблем. И ние како хирурзи и пациентите, како пациенти. Значи во моментот
кога ќе се диагностицира повредата на менискус и кога ќе се реши, понатамошното оштетување на коленото се сведува на минимум. Баш поради она што го зборевме, минимално инвазивна процедура со многу брзо време на оперување, а се решава проблемот. Да, нели, нашиот народна рече: добре, докторе, ќе си чопам, ја ќе ме боли, ќе си пијам за болка, меѓутоа за 10 години се случува тоа што го слушнавме, нели? Так. Коленото е толку оштетено што сега веќе и да го извадиме тој дел од менискусот и да направиме нешто раскавицата, најверојатно ќе биде касно. Токму заради тоа морам да кажам дека полека се менува свеста кај нас, нели, во свеста кај луѓето, како нели свеста за рекреација, свеста за спортување, така и за свеста дека и коленото и било што кога ќе се јави као проблем треба да се решава. Нели, човек е свесен за колената и за зглобовите кога ќе почне го болат. Се дори него болат сесија ке ми кога почне да боли, треба да се реши проблемот. Така. Овие видови на интервенции се особено препорачливи за спортските повреди. Па да, повеќе разговаравме околу дегенеративните промени, такви беа прашањата, меѓутоа спортистите се претежно млади луѓе кои што се многу подложни на овие повреди. Колената страдат кај сите спортисти, кај дел од спортовите страдат лактите, рамењата, кај нив сите спортски повреди кои што можат да се решат со артроскопија се решаваат, баш поради тоа све што нема се повторуваме, го спомнавме, период на рехабилитација сте тие работи. Спортистите се една, да речеме, посебна група на луѓе, они живеат и заработуваат со зглобовите, значи мора да се вратат што побрзо, во добра кондиција, со добро решен проблем, за да може да продолжат со своето функционирање, од тоа живеат, нели, луѓето. Така да, а се претежно млади кои што бараат ваков тип на интервенција, кога ќе се јави проблемот, нели, и повредата. Така, кои се вашите совети во однос на она кога на било која возраст е препорачена артроскопија? Па доколку е препорачена, соодветно диагностицирана повредата или проблемот, треба да се реши. Да, операција, меѓутоа треба да се реши за да понатаму во животот функционира. Јас имав можност да во Германија, каде што се едуцирав за проблемотика, доаѓа луѓе и нешто годишна возраст, прави артроскопија конкретно на рамо, затоа што човекот дојде оставно рече: јас кога играм голф, сакам да не ме боли ништо, он дојде да се изоперира за да продолжи да игра голф. Тоа е тоа на што зборам околу свеста. Полека се менува, меѓутоа треба време. Така. Докторе, пред се ви благодарам за ово утринско гостување во Јасака Македонија, секако за големиот број на совети кои што ги дадовте на нашите гледачи. Се надевам дека на некој помогнавме. Благодарам уште за поканата. Беше задоволство.